Македонско црковно радио, Македонски глас. Под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и во следните 50 на минути ви подготвив специјално издание за великденските празници со многу духовна музика. Би било непримерено во моментите кога го очекуваме Христовото воскресение да ви ги пренесувам лошите и ретко добрите вести од татковината. Затоа уживајте. Денешниот ден, Велика сабота, според христијанското учење, е ден на свештен трепет пред Христовото воскресение, кое точно на полноќ ќе го означат биењето на камбаните и радосниот восклик Христос воскресе. Православните верници ги прават последните подготовки пред вечерашното прославување на најголемиот христијански празник Великден.
Вечерва се оди во црква каде што секој носи црвено јајце. На полноќ сите присутни со песната Христос воскресе 3 пати ја обиколуваат црквата. Во црквата се останува за големата литургија, а потоа се причествуваат, се кршат со јајца и се омрсуваат. Празникот Христово воскресение Великден е празник на љубовта и на мирот. За христијаните Великден е триумф на животот над смртта и доброто над злото. Ден кога Исус Христос воскреснал од мртвите по неговата смрт со распнување и докажал божествена моќ. На Великден верниците си подаруваат еден со друг рака на помирување со традиционалниот поздрав Христос воскресе и вистина воскресе. Велика сабота е ден на покојот, ден на покојникот, ден на најголемиот покој и на најголемиот покојник. Денот на големиот покој е време кога Христовото тело е во гробот, покојникот е внатре од вчера. Овој е втор ден на нашата жалост, тага и молк. Ова е денот на оплакувањето на покојникот. Тогаш мајка му, Пресвета Богородица, и жените мироносци по погребението го оплакувале Господа Исуса Христа. Денес се изразува болката, тагата и жалоста на Пресвета Богородица. Велика сабота е определена како ден за чествување на гробот. Денеска верниците се кај Христовиот гроб, се поклонуваат пред плаштеницата на која е представено телото Господово при погребението и положено во гробот. Спаси Распнисяже Христе Боже, смертию смерть поправи. Един си святија Троици, спрославјаем и Отцу и Святому Духу. Спаси нас.
веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586-739-6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните сопственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800-275-9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти. Распнисяже Христе Боже, смертию смерть поправи, един си святија Троици, спрославляем и Отцу и Святому Духу, спаси. Amen.
По милоста Божја, архиепископ Охридски Македонски заедно со светиот архиерејски синод по повод великденските празнувања испраќа мир и благослов од Бога до свештенослужителите, до монаштвото и до сите чеда на Македонската православна црква, поздравувајќи ги со величествениот и торжествен поздрав: Христос воскресе! Јас сум воскресението и животот, оној што верува во мене и да умре, ќе живее. Возлюбени празниколюбци, собрани со торжествена радост, соединети со вера во воскреснатиот Господ, денес го славиме најголемиот настан во историјата, Христовата победа над смртта. На овој празник над празниците, на овој ден на незаодната светлина, кога исчезнуваат сите граници меѓу земното и небесното, откако поклонички и смирено го изодивме патот на благословениот великденски пост, еве радосно ја празнуваме победата на животот. Исправени во стамена послушност на Божите заповеди и втурнати во несогледливите и неискажливи длабочини на Божите тајни, денес повторно го осознаваме искупителниот дар на неизмерната Божја љубов, на вистинскиот и неменлив живот во кој Бог не приведе од небитие, благоизволувајќи додека да сопостоиме со Него. Светата црква учи дека Христовото искупително дело за спасението на човечкиот род потполно и конечно се оствари преку неговото тридневно воскресение. Се што беше пророковно и очекувано во Стариот Завет, кога се исполни времето, се оствари неговата личност и неговото дело. Господ се вплоти, доброволно се распна, се предаде на страдањата и смрт и воскресна во слава и величие. Затоа, со кој јазик да го искажеме и со кои зборови да го опишеме нашето благодарно ликување? Со какви стихови долично да ја испееме највеличествената химна за Христовото воскресение? Исправени во созерцание пред адскиот мрак, кој се заканува да не погуби, а восхитени од Христовото славно воскресение, го слушаме одекнувањето во нас на божествениот глас кој повикува: Врви по мене! Оттаму на овој празник обилно се излева неискажлива радост, та на почетокот од воскресената богослужба среде ноќта пееме: Придете, примете светлина од незаодливата светлина и прославувајте го Христа, кој воскресна од мртвите. Возлюбени чеда во Господа, чудесна вест објавена од ангелот во тишината на празниот гроб, дека Христос воскреснал, до денешен ден допира до сето сознание и постојано донесува нова радост и нови надежи. А Бог, како бесконечен и совршен, немаше потреба од вплотувањето. Потребата над смртта тој не ја извојувал заради себе, туку за да им дарува живот на оние во гробовите и да ги ослободи заробените од смртта. Па Господ Исус Христос ја поднесе жртвата не за себе си, туку за нас да не украси со венецот на победата и на животот. Бог го создаде светот добар, а за добро и тој не почива во зло самиот по себе. Оддалеченоста на човекот од Бога е она што чини да се раѓа злото во светот. Затоа историјата на човештвото изобилува со војни и зла, со освојувања и прогонства, со страдања, неправди и несреќи. Но најважните војни и битки се оние кои што човекот ги води со себе, преку лично покаяние и враќање кон Бога. Оттаму, ако човекот успее да извојува победа врз самиот себе си, врз својата падната природа, тоа ќе значи дека ја добил и најважната битка во животот. Спасителот, Господ Исус Христос, го победил злото на крстот, а оние кои што веруваат ја наследуваат таа победа, сораспнувајќи се со него. Подвижничкото чување на Божите заповеди значи човекот да се уподоби на Бога, за како што вели светиот апостол Павле, да го познавам Него и силата на Неговото воскресение и учеството во Неговите страдања, сообразувајќи се со Неговата смрт, та некако да го достигнам воскресението на мртвите. Возлюбени во Христа воскреснатиот,
Нема воскресение без распетие, како што нема ниту вистинска радост на која не и предходеле горчливи солзи. Овогодишниот Великден го доживуваме поразлично од досега. Имено во текот на овогодишниот предвеликденски период пострадаа 60 наши чеда, а повеќе од 200 беа повредени во страшниот пожар во Кочани. Трагедијата за кусо време како ретко кога го сплоти во тага и во молитви сиот наш народ, но и сите оние кои сочувствуваа со нас. Истовремено, кочанското страдање на најсуров начин повторно не соочи со немилосрдната стварност на смртта. Во молитвеното испраќање на овие млади луѓе и во привремената разделба со нив, ништо друго не можеше да ни даде сила и утеха, освен простувањето од нив со бодра надеж во воскресението. Затоа годинашнава великденска светлина ја очекуваме и ја дочекуваме со уште поголема духовна усредност. И во овој миг да се подсетиме и на оние кои што го жртвуваа и собствениот живот за да спасат што повеќе други животи. Во нив силно заблеска евангелиската порака на љубовта кон ближните, упатена од воскреснатиот Господ. Ова е мојата заповед, да се љубите еден со друг, како што јас ве возљубив. Никој нема поголема љубов од оваа, да ја положи некој својата душа за своите пријатели. Возлюбени чеда на Македонската православна црква, оваа година прославуваме 80 години од одржувањето на првиот Македонски црковно-народен собор одржан во Скопје 1945 година, на кој тогашните свештенослужители и народни представници од Слободна Македонија донеле одлука со која го најавиле воскреснувањето на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква. Воедно годинава, нашата помесна црква учествува и во сеправославното прославување на големиот јубилеј 1700 години од првиот Вселенски собор одржан во Никеја во 325 година, а на кој црквата ја победи ереста на арианизмот, успевајќи да го запази учењето за Словото Божјо и следствено за вистинитоста на неговото восплотување. Токму таа божествена вистина пак ни ја дава можноста за нашето благодатно учество во неговата природа и нашето совоскреснување со него. Затоа, честитајќи ви го празникот над празниците Великден, посакуваме благословението Господово да завладее со секого од нас и со сиот свет. И за тоа потребно е, кога во овие велерадосни денови, празнично едни со други ќе се поздравуваме со Христос воскресна, навистина воскресна, ние од длабочината на нашите срца да ја исповедаме верата дека Бог ќе ги воскресне и нашите тела со истата моќ со која го воскресна и нашиот Господ. Така и да ја живееме нашата вера исповедајќи: го чекам воскресението на мртвите и животот на идниот век. Амин. Честит Великден, Христос воскресе! Господин Стефан, архиепископ Охридски и Македонски, заедно со членовите на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Славете го Господа, зашто е добар, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Славете го Бога на боговите, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Славете го Господа над господарите, алилуја.
Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Елици во Христа крестисте сја во Христа облекосте сја. Ние православните христијани пред Великден на Велики четврток бојадисуваме јајце. Сега вие знаете дека јајцето е символ на животот, бидејќи од јајцето, кога пилињата кои што се во јајцето ќе ги искршат корупките на јајцето, тие излегуваат, односно се раѓа живот. Исто така и Господ, кој што бил 3 дена во гробот, ја искршил гробната плоча, ги победил гробните врати, ги скршил гробните врати и излегол, како што рекол, на ист начин како што пилето излегува од јајцето. И затоа јајцето
е символ на животот. А бојадисувањето и практиката на бојадисување на јајца започнала уште од првиот век на христијанството и затоа имаме еден запис кога Марија Магдалена, една од жените мироносици, која била ученичка и верувала во нашиот Господ Исус Христос, го напуштила Ерусалим, на римскиот цар Тибери му дала јајце и му кажала Христос воскресе. И тој случај ни покажува дека бојадисувањето јајца кај христијаните за Великден започнало уште од најраното време, уште од првиот век на христијанството и таа традиција некако станала благословена традиција. Ние знаеме дека и Господ покажува сила и дејство и ја благословува таа традиција со тоа што великденските јајца се 40 дена, а некој подолго време се нерасипливи. Дури оние што биле бојадисани минатата година се чуваат и една година, па потоа се закопуваат за повторно да се бојадисаат нови јајца.
Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Достојно ест Јаково истину. Композицијата "Достојно ест" е 13-тиот видеозапис, дел од албумот "Терирем" на Сузана Спасовска, со цел да ја доближиме црковната музика и древните песнопеења поблизу до народот и до помладата популација, нашите празници да се побогати, домовите облагородени, патувањата полесни, душата исполнета со спокој и убавина, храмовите преполни со верници на богослужбите. Се одлучивме да го направиме овој проект, истакнува Спасовска. Видеопроектот "Терирем" содржи 16 православни песнопеења и е снимен во повеќе цркви низ Македонија. Рувим и славнешую бесра. Видеото е на Арт Студио, продукцијата и камера Дејан Ѓоргиев, Владко Венов, Иван Ангеловски, дрон Љубомир Домазетов, монтажа Милена Ѓоргиев, шминкер Маја Диневска, костимограф Александар Рашковиќ, аудиопроектот "Терирем" е снимен во студиото City Sound во Скопје. Продуценти се Љупча Соколовски и Георги Секуловски. Извршен продуцент Сузана Спасовска. Визуелна и техничка поддршка Арт Вижуал Дејан Величковиќ, Душко Трифуновски. Богородицу тја Од оваа црковна пракса на континуирана реинтерпретација на музичкото наследство, добиена е директна инспирација да се создаде музички израз кој што верно би ги интерпретирал законитостите на источното црковно мелозвучие, но со своевидна обнародена словенска изразност во изведбата, каква што може да даде еден врвен народен музички уметник, во овој случај нашиот уметник на народната песна Сузана Спасовска, вели теологот Трајковски. Во албумот "Терирем" среќаваме природно единство меѓу источното црковно пеење и народната интерпретација, која што во најголема можна мера се приближува до црковното пеење и добива обнароден, но силно издржан црквен карактер во мелодиската етичност. Честнейшую херувим и славнейшую елици во Христа крестисте ся во Христа.
Христе, Почитувани, тоа би било се во денешното издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Во името на црковниот одбор и свештенството на црквата Рождество на Пресвета Богородица од Детройт и во свое име ви го честитам најголемиот христијански празник Великден. Христос воскресе! И свято е воскресе. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.